Беше функционер во извршна власт, па пратеник и на крај стана бизнисмен. Зоран Витанов, економист, гостин во ова интервју. Во 2001 влеговте во политиката, ми се чини, ако не се лажам, и едно време имавте богата политичка кариера, дури имавте, зато велам функционер, имавте функција, бевте заменик министер за економија. Ама се решивте на еден чекор да ја напуштите политиката, бевте изреволтирана од нешто, што ве натера на таквиот чекор и се препуштивте на бизнисот. Како од денешна перспектива гледате на тоа што го направивте? Интересно прашање. Вака, значи, јас од секој сум се перципирал и во политиката како економист. И тогаш бев млад и наивен, зборуваме пред 21 година. 21 година. Прецизно. А сега сум само млад. Сега веќе не сум наивен. И сватив дека во политиката... Годините си го прават искуството. Да. Сватив дека во политиката нема економисти. И јас сватив дека немам што да правам там. И затоа одлучив да ја напуштам и да бидам со срце и душа и тело економист. И терминот бизнисмен не ми се допаѓа, некако ми е извулгаризиран овде во Македонија, преферирам да се нарекувам предприемач. Што е вулгарното кај тоа бизнисмен? Не, бизнисмен е убаво, не е вулгарно, меѓутоа во нашето општество е извулгаризиран, бидејќи и Зато велам, во наводници, што е тоа што го бидејќи и оние што се криминалци себе си се нарекуваат бизнисмени. Јас не сакам да се идентификувам со нив и затоа преферирам да се идентификувам како предприемач. Тоа ми е зборот кој што ми... И е поширок збор. Бизнисмен е некој кој што води одреден бизнис, еве да кажем, ако не го вулгаризираме во нашето општество. Така, во вистинската смисла на зборот. А предприемач е човек кој што гледа кои се проблемите во едно општество и нуди решенија преку свој бизнис, преку своја бизнис идеја. И предприемачот е сестран. Он не се врзува за една идеја и не го губи животот само во една идеја, туку отвара нови бизнис идеи, се здружува со луѓе кои што имаат идеи, инвестира во некои кои што имаат идеи. Предприемништвото е иднината на човештвото. А не е политиката. Како гледате кога сме кај политиката? Како гледате од денешна перспектива на она што се случува во државата? Ама сега збориме за политиката. Па тажно, многу тажно, затоа што немаме лидери. Имаме лидери? Не, имаме октруирани, имаме луѓе кои што имаат окупирано позицијата на лидер. Но самите тие не се лидери. И затоа бидејќи лидерот што е лидерот е оној кој што инспирира, кој што знае кај те води и кој што при тоа по патот креира нова вредност со идејата што ја нуди. Кај нас имаме луѓе кои што се на позиција на лидер, знаете има два вида на лидери. Оние кои што ги краси столчето, знаете кои ќе седнат некаде и се додека се таму, они имаат авторитет, углед. И оние што столчето што тие го красат столчето, каде и да седнат, бидејќи имаат автохтон авторитет, тие ја красат позицијата. Кај нас имаме луѓе кои што ги краси столчето. Погледнете ги сите бивши премиери, сите бивши председатели, денеска во општеството се никој и ништо. Тоа што значи? Дека биле октруирани. Сакате да кажете и за сегашните? Сегашните, секој следен, за жал, почнувајќи од Клюсев, од првата македонска влада, до денеска, секој следен премиер е се полош од претходниот. Тоа значи дека ситуацијата ни оди се полоша и полоша, ако така можем да заклучиме. Да, сега тоа е причината. Ајде да видиме која е... тоа е последицата. Ајде да видиме која е причината што лежи позади тоа. Менталниот склоп на македонскиот народ, на граѓаните на Република Македонија, опаѓа. Политичарите ги научија луѓето да очекуваат нешто без тие сами да сработат. Ги научија луѓето да им дават, да им ветуваат и луѓето се парализираа во надеж дека некој нешто ќе им даде. Врв на лудило во тоа е паролата НАТО ќе не брани, Европа ќе не храни. Тоа значи дека ние сме инвалидизирани во умот, прво тој кој што се наметнал на позиција лидер што го кажува тоа, и второ, секој оној домакин човек што се парализира при помисла дека некој друг ќе го брани и некој друг ќе го храни. Јас никогаш во животот не би се дозволил, ако сум здрав психофизички, јас и моето семејство да бидам бранет и хранет од некој друг. Со тоа покажувам дека имам сериозен ментален инвалидитет. Само се извинувам, таа политичка опција победи во Македонија и се одржува 5 години на власт. Тоа знаете ли што значи?
тие ја узурпирале власта, ама и народот не разбира што е тоа власт. Секоја Затоа власт... што е многу манипулиран, затоа велам, со А години зошто трае тоа, дозволил да е, децении ама трае зошто ова. дозволил да е манипулиран? Јас како заменик министер си дадов оставка, кога видов дека таму нема економисти. Оте нели криминалот не е економија. Потоа како пратеник, пак си дадов оставка. Кога видов дека и таму немам луѓе со кои што можам да воспоставам диалог. Ако јас од позиција на власт и тоа пратеник од власта, Така, не бев пратеник во опозиција. така. Кога видов дека кога од позиција на власт си давам оставка и еве веќе 12 години успешно си водам свој приватни бизниси, тогаш се постава прашање секој што гледа оваа емисија, што него го спречува сега кога не е ни на власт да ги изигнорира сите квази лидери и да си ги Засука ракавите. засука ракавите. Ние имаме два типа на луѓе во Република Македонија. 99,9% од луѓето имаат екстерен локус на контрола. Што значи тоа? Очекуваат некој друг да им ги реши проблемите. И само 0,01% луѓе на 1001 кој што очекува сам, автохтоно, со своји компетенции да си ги решава проблемите. И мојата цел, зашто влегува предпремништво, е да се обидам да ги разбудам барем оние во кои што имат потенцијал, да сватат дека се во животот зависи од нив. Како ви оди со тоа? Велите да го разбудите тој менталитет, Па, тој ментален, еве, да го ќе бидам помрднете до крај искрен. Многу лесно ми оди во другите држави во кои што... Во А тука не веруваат? Во 50 држави развија бизнис. Во 50. Многу полесно ми оди во другите држави отколку во Република Македонија. Зошто? Затоа што народот е навикнат од квази лидери. Ние немаме лидерство во Македонија. Народот е таков какви што се лидерите, а лидерите се такви како што е народ. Александар Македонски што И така си припаѓаме едни на други. Да, Александар Македонски, тоа е негативна спирала. Александар Македонски има кажано: дајте ми лав што ќе предводи овци, но не ми давајте овца што ќе предводи лавови. Ме разбирате ли? Во Македонија, од кога падна владата на Клюсев до ден денеска, таа беше експертска влада и таа ја ценев. Значи, внимавајте, од 1993 до денеска, тоа се 30 години, тоа се 29 години. Република Македонија има октруирани лидери, нема автохтон лидер кој што нуди визија и кој што е веќе со компетенции дојден на позицијата. И се додека луѓето во Македонија не бираат такви, ќе ни се случува тоа што ни се случува. Како едно детенце, во прво деление, ако не ги научи буквите, оди во второ или го повтара првото деление. Ама како да ги ние бира? 30 години ја повтараме истата година. Како да ги бира кога нема палета? Ама затоа што нема критериум на вредности. Зошто воопшто ги гласа? Пазете, Стево Пендаровски, кој што сега се нарекува председател на државата, ги обвини луѓето дека како стока влегуваат во автобуси. А тој стана председател внесувајќи ги луѓето како стока во автобуси и давајќи им сендвичи. Ја разбирате демагогијата? Председател на државата ја има узурпирано функцијата лидер. Пазите он што кажа. Он вика треба да му земе, го цитирам него, што е многу опасна изјава. Не се согласувам со него, ама го цитирам. Треба да му земеме мерка на секој оној кој што ќе се обиде да го смени името и идентитетот на овој народ. И потоа тој доаѓа на власт и тој одобрува и подпишува промена на устав кој што претходниот председател не сакаше да подпише. Тоа што зборува? Тоа зборува дека ние имаме опортунисти, немаме лидери. Тоа зборува дека ние не сме спремни да загинеме за идеја. Тоа зборува дека ние немаме идеи. А тоа значи дека немаме ставови. Ако немаш став, ти си пластелин, ти си аморфна маса кој што ќе те обликува некој кој што има став. Так. И јас апелирам и им кажам на луѓето: амам бе луѓе, абе време е за став. Ако не си спремен да загинеш за некоја идеја, ти не заслужуваш да ја живееш таа идеја. Па јас сум учен од Кале Шања, не сум учен од Митра. Тоа го кажав и кога го менуваа името. И не зборам за дневна политика. Зборам за животен стил. Нас не учеа дека треба да имаме став. Сега ја знаете романот на Стале Попов за Кале Шања. Две другарки биле, Ангја и Митра. Митра станала мигар за да влезе во Сарајот. Ангја одлучила да не си ја продава верата и по цена на живот и смрт да остане Ангја. Има став. Ние ја славиме Ангја. А денешните така наречени лидери, узурпатори на позицијата лидер,
Не учат дека всушност ние у Сарајево треба да влеземе, дека Митра ние треба да ја славиме. Треба да сме мигар. Па сега извинете, ама јас сум спремен да загинам за тој став. И доволни се 0,01% од општеството. Не е тоа проблем. Зошто? Па Исус со 12 души го смени целиот свет. Александар Македонски со 12 генерали стигна до Индија. И така натаму, и така натаму. Доволни се. Ние стигнавме до НАТО. Еве сега Не се стасаме, може би, до Европска унија 2030. Еве сме во НАТО. Така? Еве сме во НАТО. така. Што квалитетно остана исто, а се влоши. Што остана исто од кога влегувме во НАТО? Ништо. Се оди надолу и надолу. Не може екстерно нешто негде да влеземе. Еве сега јас и ти ќе влеземе во некој сарај. Пак си ти Весна ако овде си истата. Пак сум јас Зоран ако овде сум истиот. И тие нема да те прифатат. Ако видат каква си, ќе те отврлат. Јас затоа им викам на луѓето. Размислете, симулирајте, дали некојаш некој светски лидер би одлучил да живее во Република Македонија таква каква што е. И сите викат не. Зошто? Па не гледа квалитета овде. Зошто? Оти квалитетот не е системот и институцијата. Тоа е фикција. Квалитетот е луѓето со критериумот на вредности кои што живеат овде. И затоа ниту еден лидер не може да замисли да каже сакам да живеам во Македонија. Оти овој критериум на вредности во овој народ не му се допаѓа. Аморфна маса. И потоа се чудиме, вика, овој ни го смени ивето, овој она ни направи, она кога ти немаш собствен став. Секако некој ќе идентификува као репроматеријал и ќе се обиде да ти искористи во неговиот став. Се чувствувате ли безбедно во државата? Не, воопшто. Еве, денеска, деновиве, може би Јас имам месеци две деца назад, средношколци. така, како Две родител, деца може би средношколци. месеци назад, Керка ми Сабајле, дојави за бомби. Сабајле имаше На секој вчера, човек. Сабајле имаше доја во незината Така, училиште. и денеска. И денеска. Не знам дали за незиното, знам вчера, Да, денеска да. не знам. И сега А што беа нормално средни училишта, сега се прошири на тоа се основни психички училишта. трауми. Така. Посебно видов психички трауми кај деца кои што плачат. Мали дечиња од второ оделение, како тоа ќе го објасниме од психички аспект, Сега пази, психолошки аспект. ве прашувам, тоа вчера се случи прв пат или веќе у континуитет не се случи? Да, затоа велам, тоа се повторува Што е лидер? недели назад. Мојата дефиниција, таму кај што предавам за лидерство, кај што креирам предпремништво, е 3 про. Лидерот е 3 про. Првото про, на англиски го кажем, ќе го предам. To protect, да заштити. Да заштити. To provide, да овозможи. Ве прашувам, не штити некој во државата? Не овозможува некој нешто? Па нормално дека се чувствувам небезбеден. И сега знаете ли зошто сум овде? Абе ги барам 12 македонци кои што имат став за Македонија. Не за политика. За да зрачиме таков начин на размислување. Оти живееме во лузерско општество. Луѓето се помирени со судбината, се однесуваат као мачори, као мачки, као да имат 9 животи. Не бе луѓе, имаме 1. Јас се срамам пред моите деца што во пуна енергија на мои 50 години, со полна психофизичка кондиција, не сум во состојба Македонија да ја направам барем просечна држава во Европа. И тоа не е вина на лидерот, тоа е моја вина. Пред моите деца јас одговараме во моето семејство. Не можам да кажам, лесно ми е да обвинам друг. Ама секогаш го кажам тоа, кога ќе обвинам некој, прстот што обвинува е еден прст што покажува кон виновникот, 3 прста одоздолу кон мене покажуваат. Ние, бидејќи сме луѓе со екстерна локус на контрола, ние сакаме да обвиниме некој друг. Добро, ќе си го задоволиме егото. Ќе кажеме, овој ни е крив. Нели? Нашите лидери се криви, Грција е крива, Бугарија е крива, Европска унија е крива, Русија е крива, Америка е крива. Ама ти што си направил во ова општество? Ти што си дал? Или чекаш некој нешто да ти даде? Знаете кога јас се одлучив да ја напуштам политиката? Село Пепелишта, Корешница, има Демиркаписко негде. Неготинско ми се чини. Неготинско, Демиркаписко, таму некаде, така, мислам дека е тој поблизу Демиркапија. Избори беа 2011 година. И јас отидов во селото, изборна единица 4, јас сум струмичанец, и сега, нели, сакам на луѓето да им образложам програмата. Собрани 150 луѓе од селото сите, они вика, ние кој како доаѓа го слушаме. И почнав да зборам, вика еден стар човек, 80 години. Вика, стоп, што носиш? Остај, вика, ти што збориш? Што носиш? И јас го гледам, викам, ништо. Носам, викам, добра волја и програма. И им давам програми. Вика, това не се јаде. Вчера беа, вика, СДС ни донесоа, и сега дали кажа батаци, дали кажа копани, не го знам тој диалект таму, им донеле пилешки батаци.
Пред тоа биле ВМРО, имало тука некој млин у близина, им донеле брашно. Ти вика, шо носиш? Јас викам, јас ви носам програма, идеја ви носам. Оти викам, дома имате ли свињи? Сите имаме. Им давате идеи или им давате помија? Па вика помија, зошто? Оти ги сакате или за да ги колите? Таму јас дојав само 2 гласа. Човекот и жена. Вика, јас ќе те гласам, од те разбрав. Другите, очигледно од 150 души, само 2 разбраа. И јас почнав да се прашам, чекај бе Зоран, кога си у политика, ти се обрекаш, демократија е владење на просечните. Ако се обрекаш на просечните, ти ќе имаш просечен живот, во најдобра рака. А бидејќи просекот опаѓа, оти квалитетот се иселува во континуитет, Така. ти немаш иднина, бидејќи и самиот просек ти опаѓа. Ние сме просек во Македонија, тој што не гласа. А Македонија е дно на Европа. И ние сме просек од дното во Европа. Само момент, кога се обраќаме во политиката, и јас тогаш одлучив да влезам во предприемништво. Во предприемништво, јас се обраќам на оној што размислува како мене. И доволно ми е поединец. Оти видов во историјата на човештвото, дека со 12 луѓе се водат бродови од еден континент на друг и се открива нов континент. Со 12 луѓе се стигнува пеш до Индија, со војување. Како во Европа и во светот им ја објаснувате Македонија на луѓето, еве како предприемач? Вака сега, тоа е многу интересно. Отивикате дека Македонија едно... Јас кажувам овде. Така. Секаде во светот. Како надвор? Јас сум македонец со максимални атрибути и таму резултатот зборува. И еве ќе ве поканам некојаш во моите кругови. Дојдете утре во Луксембург. Утре сум во Луксембург. Да не зборам сега што ќе правиме таму, не ќе да биде рекламата. И не е фер да биде реклама. Но меѓутоа дојдете некојаш каде што имаме собир од луѓе кои што има од најмалце 50 држави и спомнете Македонија. Ќе почнат да ви се поклонуваат. Има еден мој пријател кој што ни ги води финансиите во бизнисот, се вика Марко Седовник од Словенија, од Марибор. И вика, јас кога сум во Марибор, Зоран, и кога ги најдам македонци, ги прашам како е Македонија, плукат по Македонија. И јас им кажам, луѓе, очигледно има 2 Македонии. Од онаа Македонија што јас ја познавам преку мојот колега Зоран Витанов, е брилјантна Македонија. И вика, гледајте да бидете во Македонијата која што ја промовира Зоран, а не во Македонијата од кој што вие сте избегали. Марко Седовник, човек од Марибор. Што сакам со тоа да кажам? Македонија е таква во што ти веруваш. Македонија е последица на колективниот ум. Колективниот ум е последица на индивидуалниот начин на размислување. А индивидуалниот начин на размислување се оформува врз основа на тоа од кого учиш. Народот е ностоп пред телевизор. И се додека е пред телевизор, он учи од октруирани лидери. Учи од полтрони, од слуги. И полтронот вика, НАТО ќе не брани, Европа ќе не храни, и он чека некој да го брани и да го храни. Го парализира. Во предприемништвото, ако не си ги засукаш ракавите, ако немаш лични компетенции и ако не нудиш на пазарот нова вредност која што досега никој не ја понудил на начинот на кој што ти ја нудиш, ти ќе си гладен. Но ако се стекнеш со компетенции, тогаш пазарот ќе се тепа за тебе. Многу луѓе викаат како не му е срам на Роналдо и на Меси, еве сега актуелно светско првенство. Роналдо вика потпишал договор на 200 милиони евра. Како не му е срам? Роналдо не потпишал договор затоа што е убав или неубав. Има компетенција што е незаменлива. И Меси исто така. Како е стегнал таа компетенција? Со оставање на 4 литра пот секој ден 30 години поред. Не чека некој да го брани, а некој да го храни. И он вика е дал гол, еден гол на 2 утакмици, 200 милиони. Не. Тој не е платен кога дава голови. Запамтете го тоа. Ќе ме разберете, медиум сте. Он е платен затоа што привлекува внимание додека дава голови. И кога привлекува внимание, 2 милиарди очи гледат. Тоа носи, да. И кога 2 милиарди очи гледат, ако он каже, не ќе да правам реклама сега на оваа, меѓутоа каже пиете вода, оваа вода пиете. Носете го ова одело, 100 милиона евра ќе направи промет за 100 дена. Трговците се спремни да го платат тоа. И тоа е нова вредност на пазарот. Тоа не е демагогија. Прашањето е, која е нова вредност на пазарот ја носат политичарите, кога знаеме дека целото општество тоне? Тоа значи дека они земаат вредност, што му општеството тоне. Во една фирма, илузија е дека фирмата постои сама за себе. Луѓето, ова не ја прави, вашето студио не го прави ова, вашето студио дури не го прави ни ова позади. Тоа е форма. Но ако ти не дадеш суштина, а не можеш да дадеш суштина ако не креираш нов квалитет.
А не можеш да креираш нов квалитет ако не си стекнала нова вредност од некој кој што веќе ја има. Ова студија е прашина ќе почне да фаќа. Добро, и во владата имаме луѓе кои што седат така и кои што Сите се такви. и Сите. кои што земаат плата, а всушност бироата може би им фаќаат прашина. А вие сте познат критичар токму за таквите луѓе кои што нормално, знаете ли рамковен зашто сум договор, критичар? кои што Ти ги се плаќам, вработени, плаќам ги данок. плаќаме од собствен джеп, а седат и не работат. Седат дома, не работат. Сега ништо. прашањето е зашто ги толерираме? Прашањето е, сега после ова емисија луѓето кажа Зора на лал да ти е како имаш храброст. А ти бре? Јас имам деца. Ами моите деца што се на патот ли се? Па баш дека имам деца, има два типа на родители. Едните, децата ги користат како изговор и ќе се кријат како кукавици за децата, а другите баш заради децата се што треба да направат ќе направат. И сега прашањето е овој народ во каков е претворен. И после се чудиме, сме го изгубиле ова, сме го изгубили идентитетот, сме го изгубили. Моите ментори викаат за било што, if you don't use it, you're gonna lose it. Што и да е, ако не го користиш, ќе го изгубиш. И мускулот, ако не го користиш, атрофира, и мозокот, ако не го користиш, атрофира, и идентитетот, ако не го користиш, се губи. Тоа е закон, тоа е квантен закон. А ние мислиме дека некој друг, ај са белки, тој ќе дојде, белки, тој ќе ни го одбрани името. А ти бе, седи дома со далинското и пцуи по сите. Ајде да се префрлиме на економијата. Вчера владата го донесе, така речено, го усвои предлог буџетот за 2023 година. Не убедуваат дека ќе биде ликвиден, дека имаме пари и така натаму. Како ќе е ликвиден кога се задолживме повеќе? Колку е реален таквиот буџет? Колку се реални таквите предвидувања? Да не збориме сега на фискална тема, сакам да не разберат луѓето. Едно семејство. Со попросто и да. Еве сега е нова година. И сега ако јас знам дека дома имам 600 евра приходи месечни. Јас знам дека ова година можам да потрошам 7200 евра. Ако примањето во семејството ми се 600 евра, знам дека има 12 месеци 2023 и многу е лесно да помножам 600 по 12. И сега, што правам јас? Знам дека мојот живот треба да го дизајнирам на 7200 евра. Прво и основно, 90% од македонското население не прави план семен. Ама што ќе прави план семен ако имаме работничко семејство кое што чија плата е под просекот? Како ќе ја направи таа? А зашто е работничко семејство? Затоа што до Еве сега да ги прашам. Ги прашувам се. Остајте ги тие што на власт. Тие се криминалци. Сите. У исти кош ги ставам. Еве сега, која камера е уклучена? Сите камери се се ова уклучени. гледам сега. Камера, режисерите ќе направи. Која книга ја прочитавте во последните 6 месеци што ги зголеми вашите компетенции? На колку обуки отидовте во овие 6 месеци? Колку бесплатни YouTube видеа прегледавте кај што ви кажуваат како да заработувате пари во последната година ден? Ама генерализираме, а не смееме да генерализираме. Момент, сега ви кажам. Так. Македонската плата е таква каква што е. Затоа што македонските компетенции се такви какви што се. Јас тоа го зборувам. Лесно е да обвиниме друг. Но ако ние не работиме на себе, ако не нудиме нова вредност на пазарот, сега слушаме Весна, ако сме лесно заменливи, доброволно ќе се спуштиме платата. Ако јас сум келнер во некој кафуле, кај што дневницата ми е 10 евра, и ако знам дека во врат ми дишат 15 деца што ќе работат за 500 денари, јас доброволно ќе одам на шефот и кажам, шефе и 500 се доволни. За да не ме заменат ако немам алтернатива. Но кој работи келнер и таксист? Тој што нема компетенции. Денеска, сето знаење на оваа планета ни е дадено овде. Денеска, незнаењето е избор. Денеска, сиромаштијата е избор. И ако тоа не го разбереме, сега брцам у око на многу луѓе... Тоа сакав да кажам, со овој муабет можеби ќе наидете на остри критики толку Еве зошто. Кај овие... Послушај ме и ова ќе ти го кажам. Додека бев во Затоа што реков генерализираме. Слушај ме внимателно. Додека бев во политика, многу им беше важно да им се допаднам на луѓето. Сега кога сум во претпремништво, Многу полесно. многу важно ми е кој мене ми се допаѓа. Оти сега јас ангажирам луѓе за мојата идеја и сум спремен да платам за тоа. Сега не сум демагог, политичарите затоа што зборуваат сладкоречиво, затоа се земачи на вредноста. Ама затоа се политичари. Момент, прашањето е, ама бе оформете критериуми на вредности? Па шо викал Исус? Кога му дошол Јуда, вика, слушај, не збори така, народот ќе те распне на крст. Он вика, нека биде тоа што биде. Ама со вистината и со совеста немој никогаш да правиш компромис. И сега кого славиме ние?
Исус или Јуда? Зошто се однесуваме како јуди? И башка, се однесуваме како јуди, а сакаме да живееме како Исус. Односно, сакаме у рај, ама не ќе да умреме. Абе како тоа? Абе ова е лудило. Ајнштен го има дефинирано лудилото. Секој ден да правиш едно исто, а да очекуваш различен резултат. Ова е лудило. Санаториум. И во санаториум, што вика Орвел? Јас знам дека кога ја зборуваш вистината, тоа ќе биде како чин на храброст, ама баш ми е гајле. Со вистината и со совеста, еве веќе 50 години, не сум направил компромис и нема да направам. Кој ќе разбере, окей, кои држави успеваат, кои компании успеваат, кои семејства успеваат, кои фамилии се брендови генерации наназад. Оние што не прават компромис со вистината и со совест. Кои пропаѓаат? Во моментот кога ќе направиш компромис со совеста и со вистината, ти си во скутот на ѓаволот. Па погледнете ги политичарите. Еден од нив вика, ние мора да свиткаме кичма. Што прави он? Компромис со вистината. И погледнете сега последицата на народот. И запамтете едно нешто. Со свитка на кичма. Да, тоа сакам да го запамтите. Народот е како дете. Ако некој родител го злоупотреби детето не престанува да го сака родителот. Престанува да се сака себе си. Ако некој лидер го злоупотреби народот не престанува да ги сака лидерите, оти народот сака некој да го води. Престанува да се сака себе си. И затоа ни се случува тоа што ни се случува во општеството. Не се случува... И тоа се, и пазете, не сум песимист. Оптимист сум. Зошто? Никој не е доволно информиран да биде песимист. Ова е само учење на лекција. Ние како македонска нација посебно, сега учиме лекции, сега учиме како не треба. Оптимист е дека Оптимист. добро менаџираме и добро раководиме со енергетската криза? Не. Оти надлежните? Се што е менаџирање и раководење, нема оптимизам. Тука лузери не водат. Зборам за политиката. Не, сега збориме за овој другиот дел, реалниот енергетскиот сектор. Добро. Вие како Македонија има потенцијал, така, да, вие има. како економист, значи оптимист сте дека на вистина реално и добро менаџираме со енергетската криза, општо е познато дека не само ние, туку земјите, соседството, Европа, светот, западна, не само во економска, сега во енергетска криза и дека надлежните убедуваат. Не менаџираме, еве да ти кажам. Дека сме на добар пат. Од друга страна, вашите колеги критикуваат. Не е добро тоа што се прави, затоа што најголем дел од ресурсите ги снабдуваме од увоз, фактички даваме милионски суми од сопствениот буџет, од сопствениот джеб. Всушност не можеме да кажеме дека добро е менаџираме кризата. Додуше ни лошо. Зошто се осети криза во големите држави? Има огромни конзументи, бидејќи имаат огромна индустрија. Ние немаме ништо. Тоа е исто како сега да каже штедете дома, а ние дома живееме само на една крушка сијаличка и се грееме на дрва на еден шпоред и викаме ајде штедиме. Тој што дома има милион апарати, така. Тој треба да штеди и кај него се осеќа кризата. Ние немаме економија, немаме индустрија, ја уништивме за жал во овие 30 години и затоа привидно изгледа дека добро менаџираме. Не, немавме конзуматори на енергија. И условно кажано, Ама тоа е имаме среќа во капацитет. несреќа. Имаме Но сега тоа сакам да кажам. Имаме моќност. Ај сега да го поврземе пак буџетот. Ама ако се вратиме назад, ова датира не само од сега, ова датира 20-30 години. 92, и вие јас ти бевте кажам. дел од една влада. Па затоа заминав, оти и немаше... се создава слика зошто секогаш една влада действува со краткорочни мерки, а никогаш Заради не се тоа што се создава популисти. една долгорочна стратегија. Оти се популисти, оти тоа не се гледа. Во 4 години тоа не можеш да го направиш. Чебрен и Галиште не се градат за 4 години. И Чебрен и Галиште не можат да покажат резултат во 4 години. И затоа ни една влада не ги... А треба да се задолжи, што е непопуларно, и кога го спомнавте буџетот, само погледнете колку проценти се капитални инвестиции и погледнете уште нешто. Од сите до сега одвоени средства во последните 20 години за капитални инвестиции, колку се на крај реализирани. И ќе ви стане јасно дека ние... А колку отпаѓа на јавен долг? Па да, и ќе ви стане во моментот е еден алармантен податок. Македонија, македонската ликвидност не е спремна да ги сервисира дури ни каматите на задолжувањата, а не да отплаќа основици. Во меѓувреме, оваа влада го проби рекордот од 2/3 задолжување од буџетот, што никогаш до сега не се случило, а ништо не видовме на видео. Ова звучи застрашувачки. Ама посебно тоа е кај така. обичниот граѓанин. Ама така. тоа е така, тоа треба да го знаеме. Сега, го спомнавте буџетот.
Видете колку има капитални инвестиции. И ако земеме дека во изминатите 20 години никогаш 50% од предвидените средства не се реализирани во капитални инвестиции, ќе ви стане јасно. Да не звучам абстрактно. Да спомнам за обичен семеен буџет. Ако јас заработувам 1000 евра као семејство месечно, и ако сите 1000 евра јас ги давам за храна, облека, гориво, тековни одржувања, сметки за дома, значи за трошоци, но не за инвестиции, јас се осиромашувам. Богатите не се богати по однос на тоа колку заработуваат. Богатите се богати по однос на тоа колку од вкупните одливи, колкав процент се инвестиции, а колкав процент трошоци. И како што сиромаштијата се зголемува, ние сме принудени се да ни оди во трошоци, а ништо во инвестиции. Исто е исто нашиот буџет. Се додека одливите ни одат за трошоци во администрација, тековни трошоци, партиски потреби, криминали, местење тендери, и се додека ние немаме капитални инвестиции, ние осиромашуваме. Што тука не е јасно, не ми е јасно. Јас како семејство, никогаш не ме интересира дали ќе имам да јадам или не. 20% од одливите месечни мора да ми одат во инвестиции. Дали 100 евра заработам, па 20 евра ги ставам во инвестиции. Дали 10.000 евра заработам, па 2.000 евра во инвестиции. 20% морам. Ние како општество, ако не ставаме во следните 10 години, 10% од енормно големиот буџет, непотребно гломазен буџет. Ако не ставаме 10% во капитални инвестиции, ние осиромашуваме. Тоа е просто како 2 и 2 4. Светска банка ни прекина. Само уште еден податок е смик. Ако $1 во 1900 година месечно си ставала, како Весна, извин, ако $1 месечно си ставала од 900-та до 2019, месечно $1 во инвестиции на просечна берза, сега ќе си имала $415,000. $1 месечно е $12 годишно. За 120 години, по $12, тоа е 400 и кусур илјади долари ќе се имала. Прашањето е, се додека не ставаме во капитални инвестиции, кај одат парите? Па за партиски потреби. Вработуваме за плати, за буџети. Не знам, здравството ни е уништено, образованието ни е уништено, а е скапо. Имаме превработеност, имаме гломазна администрација, имаме огромна полиција. И уште нешто, 1991 година, Македонија имаше 5 пати помал број на администрација, немаше компјутери, немаше интернет, а беше 17 пати поефикасна. Да, ама треба некој да гласа на избори. Зашто треба ги некој да ги гласа. Сега што би им кажувам на граѓаните да не ги гласат би, ако никој не им збори, ако не им вети дека тие треба да си ги засукат ракавите, нека не гласат. Просто е, и зашто да гласат? Јас имам семејство и јас си го одгледувам моето семејство. Ама стекнувам нови вредности. Читам по една книга неделно. Може би ќе ве послуша, да речам, просечниот, обичниот граѓанин, оној кој што ја планира потрошувачката кошница секој ден и стрепи за тоа дали ќе има нови ценовни поскапувања. Меѓутоа, оние кои што се во, да речеме, во тој систем, во таа администрација, кои што се вгнездени веќе во тие фотеи... Да ги искорениме, па да ги искорениме. Ама како? Тука се, пак ќе речам, секогаш се партиите за. Да те прашам. И тие секогаш ќе излезат на Ако живееме во зграда, и ако гледам дека тој што ни е домаќинот во зградата, за осветлување во ходникот, ни наплаќа 1500 евра месечно, се вгнездил, ќе го толерирам или на клоци ќе го избркам од зградата? И ќе си ставам нов домаќин во зградата? Лесно е да се каже одговорот. Не, во таква те ситуација. прашувам. Во таква Ама ситуација. знаеш ли зашто? Затоа што ова го гледам и го разбирам. Оти директно го плаќам и ги гледам, ги бројам 5 спрата, 5 светилки, не може да е 100.000 денари. Значи краде. Овде, бидејќи не го разбираме тоа, ние мислиме дека не ги краде моите пари. Ние мислиме дека тоа се некои туѓи пари. Ние не разбираме дека секое задолжување е задолжување од неколку илјади евра годишно на моите деца. Од нашиот џеп. Затоа се однесуваме толерантно. Затоа што немаме критериум на вредности. А немаме критериум на вредности затоа што немаме компетенции. А немаме компетенции затоа што не учиме или учиме од погрешни луѓе. До нас е. Владата е последица. И потоа таа влада крира сервилен народ. Како што кажав, спирала надолу. Ама одлуката почнува денес. Ќе се согласите дека во државата постои голема класна разлика?
Огромна и се поголема и поголема. Но во елитата има две елити. Вие спаѓате во елитата? Не. Криминална елита, криминална и предприемчива која што креира нова вредност. И сега ние не сме способни да ги идентификуваме и што правиме. Секој што е успешен, секој што е финансиски богат, ние го критикуваме се додека не дадете избори. И потоа бараме што? Да не подмитат со батаци, со сендвичи на партии, со вработување на некое детенце негде наше, со местење на тендер. Суштината која е? Не научија и ние криминално да размислуваме. Суштината е ние не икеме да го искорениме криминалот. Оти и самите не сме способни конкурентно да си ги вадиме парите. Суштината е да ги тргнеме нивните за да си поставиме наши да крадат. И ако тој мајндсет не го смениме, ќе си тонеме. Оној што го бива, скај да го поставиш, он ќе искреира нова вредност. Зошто? Па сега сме поврзани. Додека зборам, 4 милиарди луѓе се онлайн. Ако јас имам што да им понудам, кај сакам можам да живеам. Но оној што не го бива, секојаш ќе обвинува друг и на крај ќе гласа за тој што го обвинува за ефтини пари. Ама така и по дефолт е така. Ама се додека е така, то се случуваат работите. И затоа они не изолираат. Затоа прво беше Балкан изолиран, па сега веќе нема војни, фала Богу, нели војници најлоше. Сега Западен Балкан, што прават? Па те изолираат. Па ти сакаш да имаш комшии кои што се никакви. Гледаш да ги изолираш. Гледаш ти да се изолираш од нив. Не, ама ние сега заедно со комшиите стремиме кон Европска Ама не, унија. сега ние сме дно на Европа. Заради тоа што начинот на размислување е таков. Јас знам. Сакате да кажете дека сме најлоши на овој простор? Не, на овој простор сме еднакви. Има и по Има и злоба, полоши. по злоба, па од грците и бугарите во моментот по-злобни кон македонците нема. Така, по злоба. Фала Богу, Србија се среди сега по однос на македонското прашање. Веројатно затоа што имаат своји проблеми доволни, меѓутоа небитно, за тоа сум им благодарен. Фала Богу, албанците од секојаш признавале македонски народ, македонска нација. По злоба, напротив, македонците затоа што се наивни. Оти тргнуваат од себе, затоа што ние не би направиле на друга нација такво нешто. Затоа ние не веруваме дека е можно таква злоба, фашизам и нихилизам да постои во 21 век. Ама сме наивни. Јас си мислите како ја почнав. Бев млад и наивен. Ама сега не сум веќе наивен, сега сум само млад. Што значи млад? Имам енергија. Имам енергија да креирам и да стварам. Имам енергија со фенер како Диоген да барам луѓе кои што се спремни да си ги засукат ракавите. И ќе успееме, ќе видиш. Македонскиот народ учи лекции. Ќе влеземе од 2030 Европска унија. Не е важно. Важно е критериумите на Европска унија да ги имплементираме тука. И потоа ќе не молат. Норвешка и Швајцарија ги молат да влезат во Европска унија веќе 40 години. Што ќе име кога Па нормално, тие се над нив. Так. Па ние знаете ли зашто сакаме да влеземе? За да земеме нешто од Европска унија. Европа ќе не храни, НАТО ќе не брани. Не е важно кај ќе влезеш. Важно е овде што ќе внесеш. Јас ако овде внесеш, јас си влегов во Европска унија. Мене ме викаат и во Луксембург, и во Норвешка, и во Швајцарија имам канцеларии. И во Естонија, и во да не ги набројувам. Јас, Зоран Витанов, со македонски пасош. Со македонски пасош. И секаде стојам као Република, ма ги инсистирам на тоа. Ако не сум македонец од Република Македонија, не правам бизнис. Зошто? Па не можеш да, ако не ме почитуваш, како ќе креираме нова вредност? Имате ли понуди за влез во политиката? Беше Заев, сега е Ковачевски, Мицковски од друга страна. Имав, меѓутоа веќе не, бидејќи експлицитно, јасно, јавно и гласно секаде кажам, и овде да кажам, никогаш немам намера да занимавам со политика, оти народ нема критериум на вредности. Но барам секаде помеѓу нашиот народ, помеѓу граѓаните на Република Македонија, да не ме сватат погрешно. Од припадности не ме интересираат, компетенции ме интересираат. Барам компетентни луѓе на кои што тие мене ќе ми се допаднат. Ич не ми е гајле дали јас се ова што го зборам, на широките народни маси ќе им се допадне. Но гајле ми е да ја кажам вистината. А политика никогаш. Колку има вистина во изјавата на, да речеме, ресорниот министар за економија Бектеши, дека цените на основните продукти се намалуваат. Тој вели да не очекуваме нешто, Бог знае какво намалување. Сега вака, сега малце ме девалвиравте. Што работел Бектеши? Да, што работел Бектеши пред да стане министар за економија? Не навлегувам. Новинар си. Не навлегувам. Веројатно не знаеш. Не знам. Не знам ни јас. И сега кога ние не му ја знаеме биографијата,
на некој што сме го поставили министр за економија. И ако продолжиме да го анализираме, во математиката јас се научив од мојата учителка, Катица Василева, дека било која големина, ако ја множиш со нула, дава резултат нула. Ве молам да не се множиме со нули. Дај да видиме Ворен Бафет што кажал за тоа. Дај да видиме Тони Робинс што кажал за тоа. Добро. На крај дај да видиме македонските бизнисмени што креираат нова вредност и што плаќаат многу данок, што кажале за тоа. А Бектеши нула. Зарем вие мислите дека не е? Па кој го постави Бектеши? Али Ахмети. Ај дајте ми ја економската биографија на Али Ахмети. Потенцирав, криминалот не е економија. И што ќе ги анализираме? Игнорирај ги, не ги анализирај. Затоа што им даваш вредност, народот, бидејќи реактивен, ги слуша нив и тргнува по нивниот памет. И затоа сме таму кај што сме. Ама не може народот, постојано го обвинуваме народот за игноранција. Да, го обвинуваме народот. Јас го обвинувам народот. Од тој гласа на крај, тој го толерира Али Ахмети, тој го толерира Бектеши. Сега го спомнавте Ахмети. Ахмети е во секоја влада. И тоа е така пропишано и така и ќе биде. Каде е тоа пропишано? Живееме во општество на демократија или на диктатура? Народот си го гласаот и народот е заблуден, Европа ќе не брани, како што НАТО ќе не брани, Европа ќе не храни. Затоа што го лажат. Кажи ми еден еснав албанец чесен што креира нова вредност. Еден. Што на пазар во конкурентски услови креира нова вредност, а го гласа Ахмети. Еден кажи ми. Пак ќе потенцирам, тендерите се криминал, не се нова вредност. Се додека во Македонија не договориме закон каде што компанија не смее да учествува на тендер, ако 70% од бруто приходите не ги остварува на пазарни услови, сомнително е дека тендерот е наместен. Не можеме Зоки отворил фирма вчера, Зоки Трейд, Зоки Заев е од, сега го спомнувам несмасно, бидејќи сме струмичани од иста гимназија, и јас добивам тендер од 100 милиона евра. Додека прво не сум 70% од бруто приходите, не сум ги остварил на конкурентски услови, јас немам право да се јавам на тендер. Кого ќе убедите, затоа што кај нас, пак ќе речем, таков е менталниот склоп. Ако беше Зоран Заев сега, а беше, и Зоран Витанов, тука сега се убедувањата тие по струмичка линија си ги делат тендерите и тоа така. Ама од кај доаѓа такво мислење? Затоа што народот е навикнат на такво искуство. Па тоа треба, искуство треба да го смениме. Не треба да го гласаме тоа искуство. Од тоа се случува. Па и со него има афери, со Заев. Јас не знам дали се вистините или не, ама кај што има чат, има и оган. И се додека не го смениме тоа, ништо не правиме, Весна. Ништо. Ќе се залажуваме, ќе биде, како да кажам, струмички ќе се изразам, у аван вода ќе кцаме. Знаеш што значи тоа? Таму маштеница кај што се прави, ама наместо млеко да ставиме вода. И ти чукај колку сакаш, никош нема да излезе маштеница. Ние тоа правиме као македонци. Не ми кажавте за ова за Бектеши кога рековте пак кога го Бектеши, спомнавме, не ме врегајте, зашто ме за цените. Не, сакав за цените. Народот реагира на социјални мрежи, значи јавни критики. Зошто го лажат, зошто власта го лаже народот дека цената на левот се намалува. Гледате вие намалување на цените во маркетите или тоа не ве знам сега? Не, јас гледам зголемување на цените. Јас гледам зголемување на цените. Пазите, официјално ние имаме инфлација од 20%. Официјално. Па сега Светска банка ни предвидува стагфлација. Нема што да предвидува. Секој што разбере економија знае дека следува стагфлација. Ама власта ми се чини очекуваше економски раст од 5%. Ама власта е некомпетентна. Ве молам, не слушајте што зборува власта за економија. Власта не дојде со економска програма. Власта дојде со туѓа агенда да ни го смени името за територијата да влезе во сфери на светски интереси. Они немаат економска програма. Привлекување на странски инвестиции прават Љубе Бошковски, Самка Ибраимовски и Артан Груби. Зошто се правиме надоветни? И сега вие ме зборувате владата што кажал за економска програма. Па што не го викнете Љубе Бошковски во емисија да ви збори за странски директни инвестиции? Прашите го што е стапка на рентабилност, прашите го што е нето сегашна вредност, што е основен критериум за да привлечеш некој да Ова е добра идеја. Ама ви кажам, прашите го Артан Груби. Зошто се правиме надоветни? И потоа се чудиме зошто сме таму кај што сме. Како е внатре, така е надвор. Од економски аспект, стабилен ли е денарот? Не, денарот, не е зошто не е. Македонскиот денар е врзан за еврото. Ние имаме курс 61,5 веќе 25 години.
македонската економија, GDP-то наши, резервите наши и се што може да биде врзано за ден, сега да не звучам монетарно, не сакам ние не го следиме тој раст еднаков како што е растот на Европската унија и еврозоната. Ние имаме во моментот екстремно преценет денар, многу скап денар. Веројатно реалната вредност на денарот е негде 10 на 15 денари повеќе за 1 евро. Да речеме 72-3. Не ќе никого да плашам, тоа не мора да значи дека ќе дојде до криза. Но последица на тоа што ние имаме скап денар е неконкурентен извоз. Ако ова чаша јас се произведувам во Струмица и мене со домашните локални добавувачи ме чини 61 денар, јас се извезувам во Петрич и во Врање и во Солун за 1 евро. Но ако ја утврдиме реалната вредност на денарот на 71, колку што јас проценувам дека е 2, 3, 5, тогаш 61 денар, оти со домашни добавувачи работам, пак ке е 61 денар, е автоматски 80 центи. И јас сум со 80 центи многу по-конкурентен. И сега запамти, Весна, македонскиот проблем број 1, не е ни лоша влада, зборам економски проблем, не е ни лоши компетенции, не е ни лоша индустрија, не е ни лош буџет. Македонскиот проблем број 1 е дефицит во меѓународната трговска размена. Ние како Македонија сме екстремно увозно зависна држава, а немаме извоз. И што правиме ние? Одлеваме нето вредност. И ако не беше диаспората наша, ние до сега ќе бевме многу во полоша ситуација од колку што сме. Но после ковидот и диаспората веќе не носи толку средства колку што носеше порано. И сега веќе очекувам, и тоа е стаклацијата што очекувам многу сериозен економски проблем во Република Македонија. А се кине кај што е најтенко. Затоа сум толку директен, оти веќе немаме време за демагогија. Каква монетарна политика ни предвидувате? Народна банка почна да Народна банка, каматите, што е со каматите и што тука може да се... Народна банка, за жал, веќе 30 години е слуга на комерцијалните банки. Дури мислам јас лично дека комерцијалните банки го поставуваат гувернерот, а не како што треба председателот и парламентот. Послушајте ме внимателно. Сите банки во Република Македонија се профитабилни, и во ковид, и во не знам, секој се профитабилни, и банките во Република Македонија прават неверојатни 3-4 милиона евра нето профит на ден. Знаете ли колку пари е тоа за една ваква мала држава? Они прават неколку стотина милиони евра, близу милиарда евра годишен нето профит. Тоа што значи? Дека Централната банка е сервис на банките, а не е сервис на стопанството. И џабе го бира парламентот и председателот, кога они само го бират, номинацијата доаѓа од комерцијалните банки. И тоа од 2-3 банки. Тоа е сериозен проблем на Република Македонија. Тука е рак раната на Македонија. Сето друго ние ќе го решиме. Има револуции и на клоци си оделе политичари. Тоа ќе го решиме. И ќе се научиме дека веќе не треба вакви лидери, дека треба онакви. Ќе се научиме дека не треба новинар кој што е доајен во новинарството, Весна. Ти си со години новинар, дама си нели да не откривам колку години. Не знаеш што работил министерот за економија претходно. Тоа се менува. Ќе сватам ова како сериозна критика. Не критика. Свати си како комплимент твој. Критиката е за него. Во секој случај треба да... Оти не заинтересирал бе човек. Не заинтересирал. Да не избега темата. Ќе свати, меѓутоа, се додека ние системски, банкарскиот систем не го направиме во сервис на стопанството, на предприемништвото и на граѓаните, туку Централната банка и монетарната политика се во сервис на банките, кај што го цицат кешот и ликвидноста од населението и од стопанството, ние имаме рак рана во системот. Каматите ги загрижуваат граѓаните. Каматите во секој случај. На некои камати, се додека има инфлација, банките не можат да влијаат. Меѓутоа, и покрај тоа, јас апелирам, банките можат да ни бидат партнери, јас ги користам као партнери во мои идеи, ама знам да си направам математика. Колку профит можам од нешто да остварам, и тоа го викат OPM, Other People's Money. Убаво е да користите пари од банка, но прашањето е дали имаме компетенции да бидеме поинтелигентни од банкарите. А банкарскиот систем во Централната банка не е во последните 30 години во функција на стопанството и на граѓаните. Во што е најпаметно ова сега како за крај? Во што е најпаметно, човек во моментот да штеди, да вложува?
Па не, инвестира. јас не апелирам да штедат. Штедењето е во услови на инфлација е услуга на банките. На банките. Да. Напротив, само да се инвестира. И не во што. Не можеш да инвестираш во нешто надвор од себе. Можеш да инвестираш само во себе. Единствено инвестицијата во сопствено знаење се исплати. Инвестирајте во свое знаење. Зошто? Оти само кога ќе искреирам нова вредност внатре во мене, јас можам таа вредност да ја креирам околу мене. Јас не можам да инвестирам во студио ако немам компетенции како потоа тоа студио да го водам. Но ако јас имам компетенции како да водам студио, ќе изнајмам студио и преку студиото со моите компетенции ќе дадам нова вредност на пазарот. Инвестиција само во себе и во ништо друго. Спомнав една книга, читам на ден. Моето искуство во последните 12 години е дека секој инвестирање во себе, секој 1 евро, за 365 дена враќа 7 евра. Внимавајте, 1 евро инвестирано во себе, за 365 дена враќа 7 евра. Таков cost-benefit не постои. Тоа е 700%. Рековте дека нема да ве видиме во политиката, не се Никогаш, враќате. никогаш. Меѓутоа, имате ли да речеме некакви идеи, некакви предлози, некаква перспектива во која што ја гледате државата и надминување Не до на сето политичарите, она што до се народот. случува? Ако немате избор, не излегувате на избори. Бидете захтевни, бидете асертивни. Барајте од нив. Тие ви се слуги. Министер на латински значи слуга. А ние им робуваме. Они се однесуваат како господари. Абе не, они се слуги. Ние ги плаќаме. Јас се одвојувам од моите деца, плаќам персонален. Денеска, 15 денес, 15 декември. Денеска јас платив 1000 евра персонален данок. 1100 евра персонален. Само денес. Па нормално дека ќе го критикувам. Нормално дека ќе го прашам. Ама другиот што ве гледа ќе рече плаќаш затоа што имаш, јас немам, што ќе платам? Затоа што креирам нова вредност. А креирам нова вредност затоа што имам знаење. Ако немаш знаење, бе браќ. Извини. А знаењето ти е бесплатно. Ама полесно ти е да срфаш, полесно ти е фудбал да гледаш, полесно ти е да знаеш колку жолти картони има Меси, го знаеш целиот состав на Аргентина од 58 година кога изгубил Гаринча, што правил, се знаеш, а не знаеш на пазарот што се нуди. Па кој ти е крив? Те дефокусирале. Затоа викам, во политиката треба да им се допаднеш на луѓето. Оти потоа им ја крадеш вредност. Во бизнисот, гледаш кој тебе се допаѓа. Не ме интересираат широките народни маси. Зошто? Широките народни маси покажаа дека не се заинтересирани за себе. Им го сменја идентитетот ќутат. А зашто да се интересирам за такви луѓе? Кажи ми искрено. Ама бидејќи и јас сум македонец и бидејќи ме боли, гледам да разбудам оние кои што се уште можат да се разбудат, кои што не се уште во кома и кои што се немат предадено. Тоа е искрено. Благодарам. Благодарам и на вас. Ви посакувам успех и да се видиме за поубави времиња. И сите што ги интересира, за бизнис без пари им давам. Посочувам совет е тежок збор, совет значи се поставуваш над него. Препораки. Оти совете, чекај се, ти не знаеш, јас знам. Тоа е психолошки, тоа е исто неубаво. Совети никогаш не дам, но препорачувам. Као што лекарот вика, ти препорачувам ова да го пиеш, ова да не го пиеш. Така и јас како себе се нарекувам финансиски диоптичар, диоптријата на луѓето име. И ќе ги посочувам кај да гледат. А они сакат нека гледат, сакат да не гледат. Изборот е субјективен. И тоа се е без пари. Изборот е субјективен и да се надеваме дека ќе се пробуди некако свеста и дека народот ќе има едно порозово утре. Благодарам Треба што се се направи. Ако чека некој да му даде, ќе биде црно тоа утре. Но ако е спремен тоа да го направи, тогаш ќе имаме многу убави дни. Од Македонија ги има сите потенцијали и водни ресурси, и плодна и се уште незагадена земја. И храна и вода и се. Вредни луѓе, интелигентни луѓе, но на погрешен начин се научени да размислуваат. И ако сето тоа го вклопиме со компетенции, со учење од други луѓе, а не од политичарите, Македонија е рај на земјата. Јас се сметам дека сум го прочитал светот. Затоа сум се уште во Македонија. Татко на 3 деца, оженет, цело семејство, мајка ми, брат ми со семејството, на жена ми родителите со брати. Сите сме во Македонија, ние сме македонци и ние сакаме од овде да креираме и можеме да креираме. Приходите од светот да ги носиме во Македонија и да плаќаме данок, без оглед што знам дека се криминалци.
Ама не судам, овој горе треба да суди. Но јас кажам вистината секогаш како треба да правиме, тоа што јас го сметам за вистина. Благодарам што се озвавте на поканата, Ми беше ви посакувам секое добро. Вам, почитувани, се најдобро и до следното видување во добро. Останете во добро.